што ќе се случува престојниот викенд на Велешко езеро и зошто? Еве вака. Најнапред, добар ден. Поздрав до портал ДУМА-МК. Престојниот викенд, значи 20 и 21 оваа недела, 7, ќе се одбива една акција за чистење на нечистотијата од Велешко езеро. Ќе ја наречам нечистотија затоа што не знаеме за што станува збор. Дали е тоа алга, врста на некоја трава и така натаму, физички ќе се отстранува од самата површина на езерото. Во оваа акција се вклучени повеќе граѓански здруженија, значи здруженија на граѓани од град Велес, тука се ЗСР Бабуна како иницијатор, вклучени се исто Била Зора, еколошко здружение, Црвен крст Велес, кајакарски клуб Бабуна Велес, клуб 28 од Велес и акцијашите, клуб на акцијаши Велес. Ваша беше иницијативата. Како ќе тече самата активност? Вака, самите членови на овие организации кои веќе ги набројав ќе се вклучат во активноста со тоа што веќе имаме обезбедено превоз од град Велес за оние граѓани кои ќе сакаат да се вклучат, а при тоа не се членови на овие здруженија. Значи, појдовна точка ќе биде паркингот на гимназија во 5 часот наутро, за да можеме да завршиме во преплодневните часови да ги избегнеме горештини. Ќе се вади целиот смет, ајде да го наречеме, бидејќи не знаеме за што станува збор, од површината на водата. Дали располагате со доволен број на средства? Како тоа ќе го работите? Еве вака. Првично ќе одиме со физичко отстранување, односно ќе бидат вклучени пловни објекти, односно чамци од езерото Младост, со мотори, нормално, за да може да се движат. Обезбедени се веќе мрежи, ситна мрежа која ќе се влече по површината на езерото. Сето она што ќе се извади ќе биде одложено на посебни точки и на посебни пунктови на езерото, кои ќе бидат обезбедени со најлонски површини за да не се одложува на самата земја. И после тоа ќе бидат отстранети, ќе видиме дали ќе бидат на депонија или ќе биде на некое друго соодветно место. Тоа треба да договориме накнадно со ЈКП Дервен. Да видиме како ќе се одлага сето тоа што ќе биде вадено од езеро. Дали зад вашата активност застана општината? Да, тука е вклучена како соработник во општината. Финансиска помош даде општината за овие алатки кои треба да се искористат за чистење на езерото. Тука морам да споменам дека вие како медиуми се вклучувате. Да споменам тука дека ЈП Лисиче веќе претходно се вклучи со земање на примероци од водата. Така да имаме, да не ги забораваме и ПАМ Промет кои испаднале како обезбедување на превоз, кој ќе ни обезбеди превоз за граѓани кои сакаат да учествуваат во акцијата за 2 дена. Исто така морам да ги споменам и Хотел Романтик и Брод Панини, кој во моментов се вклучија со ланч пакет, вода обезбедување, тука и екокамп Велешко езеро, така да имаме доста активност од страна на објектите кои се на Велешко езеро, затоа што се пак ова е за општо добро на граѓаните на град Велес и на оние кои се со гостителски објекти на самото езеро. Колков е бројот на луѓе, членови на граѓанското здружение и исто така на вашето здружение за спортски риболов Бабуна, на кој што можете да се подпрете? Значи, ние во моментов имаме 50 луѓе од сите здруженија, од ЗСР Бабуна поточно ќе бидат околу 20 луѓе. Тоа се, мислам, доволен број на луѓе за да се зафати и водата и обалата. Значи, во самата оваа акција сакаме да
да ја вклучиме и чистење на обалата на Белешко езеро, затоа што и тука при самото повлекување на езерото има доста од таа нечистотија останата на самиот брег и постои голема веројатност при првите дождови повторно да влезе во езерото. Значи сето тоа сакаме да го отстраниме од самата површина на, мислам, од самиот брег на езерото. Ќе успеете ли во намерата со оглед на тоа што барем првичните мои информации говорат дека оваа материја засега непозната која што се наоѓа на површината на водата пушта надолу некакви си конци или како да ги наречеме, како корени кои што висат во самата вода. Значи не е само површински. Дали ќе се успее во 2 дена тоа да се сработи? Видете, мора да се почне од некаде. Знам дека ќе биде тешко, знам дека нема да биде едноставно онака како што ние го замислуваме и сигурно ќе се јават некои потешкоти. Значи самата нечистотија е доста тешка. Значи ако одиме по квадратен метар, ние пробавме веќе со рибарски алати да подкренеме, значи тоа се работи за доста тешка смеса, која нели сепак натопена, водена и самата вода ја отежнува истата. Меѓутоа, мораме да почнеме затоа што ако не пробаме нема ни да знае. Државните институции претпоставувам дека не им е приоритет ова. Ние лично како граѓани на Велес сме засегнати, како здружение, риболовно здружение, сме исплашени од живиот свет во самото езеро. Ова представува опасност од губење на кислород и така натаму и така натаму. Не би сакал сега да шпекулирам, меѓутоа ние како здружение на риболовци мораме да преземеме нешто, да инициираме. Голема благодарност и до другите здруженија кои се вклучија во оваа иницијатива. И мислам дека ќе успееме оној површинскиот дел во голем процент да го отстраниме. Меѓутоа, дали повторно ќе се појави и во која количина ќе се појави, тоа не може никој да го знае. Ајде да ги повикаме сите велешани кои што се слободни да се вклучат во акцијата во сабота и во недела толку време колку што може да одвојат. Да, нормално, значи како што кажав и на почетокот. Ќе има минибус организирано од големиот паркинг на гимназијата во 5 часот наутро. Акцијата ќе трае негде до 10 часот, исто така предпладне, да ги избегнеме горештините. Ќе се одвива во 2 дена. Ако вроди со плод оваа акција, мислам дека ќе вроди, така да можеме, дај Боже да нема потреба да го повториме истиот зафат, меѓутоа ќе можеме да го повториме доколку се појави пак уште во 1-2 наврати и да пробаме да го искорениме оно што се наоѓа на површината на езерото и по самата обала. Ти благодарам. И благодарам и вас.